им раскажував на Иве и на Бице за еден многу интересен црногорски подкаст, како го работат, а инспирацијата ми е зашо викендов да сме живи и здрави ќе одам за Црна Гора. Друга тема е тоа. И таму многу спонтано почна разговорот. И ние кога се подготвувавме, ја најавив што ќе зборуваме, кои теми ќе ги обработиме, ама денот ни донесе Нова свежина. нова свежина. Нови момент. Ни донесе тажни информации. Еден од најтрофејните, најрепрезентативните, најпрепознатливите ракометни клубови за македонската И клубот што направи еден вид ренесанса. и клубот што направи еден вид ренесанса. Повлече друг вид. Клубот за кој што денеска еден пријател на телефон му кажував двата клуба, значи Металург и Вардар. Јас и Бице што правевме? Во сабота црвено-црни дресови, Лига на шампиони. Следната сабота плаво-бели дресови, Лига на шампиони. Секоја недела. Секоја недела. Потоа дојде и женскиот ракометен клуб Вардар, 3 надпревари. Не можевме од дома да добиеме дозвола за утакмица, не ни верувам. Можно ли е 3 надпревари во Лига на шампиони? Мажи, жени, многу матно беше. Многу матно беше. Еден од најтроферните, еден од најуспешните во создавање на млади македонски ракометари, нели да не ги забораваме другите центри како Струга, Битола, што придонеле исто така многу, меѓутоа Металург беше еден од клубовите кои што, како што кажа Бице, беа да кажеме предводници на таа една ренесанса, на издигнување на нивото на македонскиот ракомет, на зголемување на популарноста, значи на воведување на сезонски билети, влезници, на чекање на ред да се купи. Во секој сегмент има подобрување и во маркетички пристав, Па дури и можеби е и вистина дека да не беше тој таков Металург, немаше да го имавме ни овој ваков Вардар кој потоа стана европски шампион. Да скратам. Веста што стигна денеска е дека Металург исклучен моментално од надпреварувањата. Прво од ДХФ, потоа и од РФМ. Ние сакаме денеска да огледаме надпреварот, да видиме што ќе се случи, нели Металург Вардар, така се подготвувавме. Иве ти буквално беше последниот што го напушти бродот, кој што очигледно беше потонат. Ние во неколку наврати со тебе разговаравме на тие теми и некако Металург си го остававме, ајде под страна, друг пат ќе разговараме за него, ќе дојдат подобри времења, подобри моменти. Меѓутоа, што се случи со Металург? Дојде време, мислам, да се отвори темата. Дојде време да се отвори темата, малце погласно озборувам. Па добро, сигурно дека епилогот кој денешниот епилог и она се што му се случи на Металург веројатно беше за очекување или се она што од претходните години, од последната година се случуваше одливот на доста играчи, занеминувањето на актуелните играчи, малтене секој следен ден некој од играчите си бараше подобра средина, бидејќи условите во кои работевме и она се што ни се случуваше, стварно беше надвор од тие основни елементарни работи кои што треба да ги има еден клуб, да не зборуваме од рангот на Металург кој што знаеме што направи за македонскиот ракомет. Дали ова требаше до ова да дојде или да се случи, не сум баш сигурен, бидејќи знаеме дека причината е финансиските проблеми, причината е дека Металург... Иве, тебе ти е тешко да збораш за Металург, нас не е малку полесно. Проблемите датираат многу од поодамна. Сите знаеме дека датираат од поодамна. Од 2013-14, Миркуловски, Деки Манасков, Вугринец, Мојсовски, значи се редеа проблемите. И постојано сите некако имавме надеж дека ќе биде добро. Најверојатно со истиот ентузијазам и со истата надеж ти влезе лани кога исто беше. Баш тоа сакав да го кажам, бидејќи причината за моето доаѓање во Металург беше дека со добра работа, со резултат, ние ќе направиме провокација да Металург се спаси или да влезат еминентни спонзорски имиња и дека
со самиот пласман во европските купови, Металург ќе го исправи патот кој што го Вие трасираше. направивте добри резултати. Ние Донесовте интересни и звучни имиња. нашиот план одеше во Почетокот беше одличен, како почна, мислам, одеше со во еден најавите добар- се играчите беше. во еден добар правец кога мојот прв знак, ако може така да се каже, беше зошто ние добар дел од екипата првен не задржавме од минатата сезона, бидејќи во тие играчи беше огромна бројката каде што им се должеше или не се појави тоа нивно незадоволство, натрупани финансиски долгови проблеми. Така да, но пак со самото доаѓање на браќата Нокас и останувањето на Хорват, мислевме дека ќе го надополниме со играчи кои што ќе бидат некоја соодветна замена, но и самиот факт што и Тарабокија и Малиот Марко Додич, Попович и Малиот Додич Попович. едноставно беа децидни дека не сакаат поќе да бидат Калуџерович, мислам исто. Да, Калуџерович исто, кој што не сакаат да бидат од еден ваков Металург, кој на крајот, во еден извесен период кога јас веќе сватив дека ситуацијата не е добра, Нема излез. едни добри 4 месеци пред, 3 или 4 месеци пред да дојди прекинот и разделбата со Металург, сватив дека стварно оние играчи кои што биле тука, јас на некој начин кој што, ако може така, бев и соучесник што верував во еден повраток на Металург, во една стабилизација, ги убедував дека треба позитивно да размислуват. Епилогот е денес, она што му се случи на Металург. Никако не треба да ја бараме кривицата во играчите кои заминаа, играчите кои што го дадоа својот придонес. Ние на сметка на тој резултат минатата сезона Металург и оваа година имаше добра позиција во онај ваучер систем, добивањето и така натаму, но веројатно дека реакцијата и поборувањата на одредени играчи према канцеларијата на ЕХФ, веројатно и ракометната федерација, беше преголем момент да се замижи или да се прекјути една ваква работа, бидејќи сум сигурен дека ниеден клуб во светот не функционира како што функционира веројатно Металург тука, да нема, јас стално го велам то, се изгубија човечките вредности на слаба комуникација, веројатно непочитување, искористување, манипулација или како сакате. Јас мене ми е тешко тоа сега да го кажам, но тоа се случуваше во последниот. Мораме да проговориме. Денеска Металург уставија клучна врата. Нас сите не боли Металург да не е... Еве сега ќе бевме на утакмица, ќе гледавме Вардар Металург. Каков таков Металург ќе го гледавме. Ќе имаше ракомет. Ќе имаше ракомет. Сега нема. Исклучиво финансиските проблеми и лошите услови во кои Металург денес и денешниот Металург кој остана и работи се причина што на крајот играчите се одлучуваат. Дали имавте некојаш состанок со собственикот? Тој е приватен клуб, има собственик. Јас имав една со Во господин Минчо јавноста постојано се разговара со претседателката, меѓутоа претседателката не е собственик. Да, имавме коректна некоја комуникација. Јас на почетокот и пред да заврши минатата сезона лично разговарав, ги слушна моите размислување како треба да изгледа новиот Металург, иако тој беше со став дека треба да го вратиме стариот Металург со македонски играчи, со производство на млади кадри, но јас мислам дека тој Металург во тоа време и денешниот немаат никаква или баш никаква конекција или врска, бидејќи ова денес што се случува стварно надвор од сите, рековме, човечки вредности или не знам, однесување према актерите, играчите, тренерите, стручниот штаб. Да, вие во неколку ситуации бевте приморани, малтене, штрајк. Да. Верувајте, се бараше механизмот како да се дојди да се побара или да се разбуди разумот кај човекот кој го води во моментот клубот, дека ситуацијата е сериозна, дека мора да се најде механизам како да се нормализира, да речам, некој начин работата. Се шпекулираше пред почетокот на сезоната дека има заинтересирани инвеститори кои би го презеле клубот. Дали до вас како тренери, како не управа, него стручен штаб играчи стигна никогаш не дојде официјална некоја потврда. Чаршијата збореше дека некој би го презел
па собственикот не го дава, значи имало нешто се случувало. Мене ми е многу вака и криво и зошто немавме никогаш реална некоја или отворена, искрена комуникација во однос на сите сегменти. Ние иако мислевме Во однос на реалната состојба. На реалната состојба, иако мислевме дека сме искрени еден према друг, управата, стручниот штаб играчи, јас мислам дека не беше баш така. Секогаш беа изговори дека топка да се префрлаше на еден, на друг, на трет. И на крајот реалната слика на ваквиот Металург е баш поради тоа. Никогаш не се најде еден здрав, не знам, механизам како. Јас, верувајте, својата одговорност за мојата работа во Металург како одговорен, така првен човек, родител и на крајот тренер кој што работи во сериозна една институција како што е Металург, ја поднесо својата одговорност веднаш после второто коло во Прилеп, кога ние изгубивме против Прилеп, бидејќи осеќав дека не може колективот од таква величина да не реагира во било кој основ. Ние знаевме дека има проблеми, дека нешто не функционира во тимот, но секогаш одговорот беше дека тоа што не функционира е тежок збор. Дали е денес тоа реално? Значи, ми испадна дека нешто што сме го предвидели, дали јас или моите соработници или играчите, ние осеќавме дека нешто се случува што не е на добар пат. Значи, во однос на резултатската криза, на одливот на играчи, значи нешто се случува. Добре, ама ние јавноста, гледачите ни беше повеќе од јасно зашто е резултатската криза. Прво, немаш соодветен ростер. Второ, јавна тајна е дека ниту еден од играчите не е подмирен како што треба. Вие стручниот штаб, сите сигурно сте доцнеле со плати. Значи, прилично е тука јасно што се случува, не е нешто нејасно. Во однос на тој исто сегмент беше разговарано. Мислам дека ваучер системот за еден сериозен колектив или сериозен проект како што беше Металург, ако се сеќавате, председателот на Металург изјави во една прилика дека клубот има буџет од измеѓу 600 и 800 илјади евра, што е сериозна цифра, а ние денес испадна дека зависиме од клубот и сите ние кои што ни се остана клубот должен на некој начин, зависиме од ваучерот кој што треба да следува во февруари и дали е прашање во една ваква ситуација ќе пристигне, дали има некој правен механизам за дали ваков сериозен клуб како што беше и треба да биде Металург, треба да се ослони само на ваучер. Да, апсолутно. Беше симптоматично дека јас барем. Малце се не е јасно дека ваучерот може да го одржи. Чудно е да дека игра во Лига Европа и Еврофан Министер, или Вардар во Лига. Во моето баш на време на работа или како прв тренер во клубот, доста со моите ние добро се познаваме меѓу нас колку енергијата моја, ентузијазмот, кога никогаш во прв план Иако нас многу ни се мутат, ние многу го пратевме Металург изминативе години и кога му беше многу тешко и кога си одеа еден по друг, по трет тренери, кога го напуштаа бродот, постојано го пратевме Металург и јас и Бице, постојано коментиравме на таа тема. Председателката дури ни наоѓаше забелешки зошто некогаш и премногу коментираме. Ве пратевме и периодот кога дојдовте на полусезона ти, Злате, па ова почеток на, значи цело време го пратиме Металург. Никогаш реално има една вистина дека секогаш кога се зборува за реалниот проблем или финансиските проблеми, јас како тренер во еден момент верувајте, кога ситуацијата ќе дојде и ќе се одрази лично на вашата фамилија, семејство, екзистенција, тогаш е веќе крајот. Тоа мене лично ми се случи. Јас веројатно не зборам за другите, али што играчите напуштаа, значи али кога мене лично ми се одрази на мојата екзистенција. Ти кажа за еден играч, да не спомнувам имиња, на кој што таткото се јавил. Точно. Значи верувајте дека мојата реакција и моето однесување на некогаш кога прегласно зборував за проблемите во Металург, ми беше замерено зошто јас тоа го. Јас му реков дека јас и ден не зборувам и сега. Значи јас имам
со чиста совест Со и кое објаснување со те чисто- задржуваа за да со чиста останеш совест, пак? со чиста совест ти ја работи помени? својата работа, Ќе ти али помени. моментот на верувајте, јас го спомнав тој момент дека пред 4 месеци пред да заврши или еден состанок кога ги отворивме картите во клубот, кога председателката проба на еден ефтин начин да ме изманипулира или да ја сврти екипата против мене, јас не го дозволив тоа, бидејќи бев предпазлив, а и упозорен од претходните играчи во екипата дека истото му се случило и на Зоран Кастратовиќ, дека на крајот разделбата меѓу нив е епилог на тоа што се случи. Ние никош не зборавме за реалниот проблем, финансиски проблеми, него зборавме дека екипата е против тренерот. Јас, ако на нешто имав контрола, имав над својата екипа. На сите дојде. Па на крајот на криштата немаше со 6,5 играчи И на крајот- имате и на толку крајот, бодови, така? она што- Ја и зашто Бице, го- ја и Бице некојаш не сме поразговарале, малце се шегувавме Да, со да, тебе. да. Лево крило Пикер. Централен бек Пикер. Јас Така најискрено е, ја екипата- користам. Не случајно се нудевме ние да Ја играме. случајно се нудевме Јас ние. ја користам ова прилика и претходно кажав дека само можам да им се заблагодарам на сите тие мои играчи кои заедно го поминавме периодот од моето доаѓање, новата сезона и оние последните кои што до последниот надпревар против Струга во регуларниот дел го издржаа она што заеднички го поминувавме. Верувајте, тоа е вистината дека ние цел тој резултат и се она што го направивме во оние услови кои што беа такви какви што сте, веројатно да не речам груб збор ненормални, ние направивме некој резултат исклучиво со работа. Го извадовме максимумот заедно со Да, не добивавте бонуси за победа. Не. Го извадовме максимумот секој играч, поставивме игра и тактика од материјалот или од она што Иве, ова имавме тебе ќе ти биде големо искуство во кариерата. Така да поставиш игра Свеќа со знак, 3 со пикери, со 6 3 голмани. и мислам И да дека освојаш на бола, и да освојаш бола. на најдобар можен начин тоа го материализиравме онако колку што се приближивме на 3 бода до зоната на плейофот и тоа беше добар показател дека ние стварно добро работиме. И да за волја на вистината имавме квалитетни играчи од типот на Хорват. Златко Хорват, како еден лидер кој се наметна на екипата, Колки Петров, Константин Петров, кој што стана или се врати на репрезентативните патеки каде што заслужува да биде, Александар Петковски кој што исклучителен Така. потенцијал и ова денес него лично што му се случува, мислам дека не е фер, него ние без разлика дали Металург или некој било кој му стоиме на патот на прогресот, бидејќи тој напредуваше во една друга средина и дека ние без разлика што се случува во Металург треба да му отвориме вратата да оди да напредува ако има подобри услови во било кој клуб. Еве пример Лазаревски. Или Лазаревски истиот, така. Лазаревски да Со кажам шест, го исклучи го искористи тој момент да Така. Сакам да кажам Да се дека класифира, така, точно, да. придобивката беше Пази, од сето ова работа сменува средина, оди во Тримо е експозитура на Киелце. На Киелце, така, да. значи тука веќе кариерата почнува Отворена полека поток. да се Сакам да кажам дека Да. некои играчи тоа го испрофитира, го материализира или ќе го материализираат допрва, така да во цела ова една лоша ситуација или лош период или најлошиот период на Металург сепак се појавија некои добри работи, не треба да се занемари и придонесот на Велко Марковски кој е еден исклучителен Па и професионалец. Даниел Ние Дупјачанов некојаш малку кој го критикувавме, ама тој беше верувајте дека столб на Дацко е екипата, еден да. од играчите кој што му даваше сигурност, ветер во грбот на оваа екипа. Ние без прав Дупјачанец никогаш не можевме да добиеме прави надпревари. Сите се допълнителна чудеа, сигурност, така и така вие е. заедно имаше. коментиравме како ние ги победивме надпреварите во Охрид, во дома со Тикваш и така натаму. Јас само ќе кажам, тоа е на некој начин плод на една добра и тешка работа во едни тешки услови. Никакви услови. И затоа, добро ти кажа, ова за мене може би еден период од кариерата каде што клубот ме навлече во некои
тешки материјални финансиски Да се проблеми. занимаваш малку не со ракомет, Точно, него со некои други работи, но јас како тренер, заедно со работата со овие и со играчите го беа минатата сезона, добив едно огромно искуство каде што ми ги отвори малце повеќе хоризонтите и можностите за работа како тренер, така да нема да жалам, но сигурно дека ќе си ги барам своите права тоа е да се неминовно. наплати минатиот труд и она што честно и поштено сме изработили. Сега тука вака ќе го продолжиме разговорот. Клубовите денеска се приватни субјекти. Така. Така. Тие се независни во наводници, ако примаат помош од Правни субјекти, ваучер, но со собствени. меѓутоа правни субјекти со собствена. Ние, нели Македонија исто кога влезе во тој период на транзиција, кога се основаа многу фирми, од кои што огромен број нели беа семени фирми и низ годиниве како што одминуваше времето, една од најстрашните судбини што можеше на една фирма во Македонија да се случи беше банкрот или стечај. Сега, другата страна пак на западната цивилизација, нели, погоре 200, 300, 400 километри од Македонија, стечајот или банкротот е една од скалилата во кариерата, дали на еден бизнисмен, дали на една фирма, дали на еден инвеститор. Ти спомна преска дека ниту во еден момент не се даваше акцент на проблемот со финансиите, а сите знаеме дека Има проблем. проблем со И финансиите дека е знаеме. најголем. И денеска тоа се случува. Никој не го потенцира или не го и реално Повторно не зборуваме реално. Значи да, Металург од пред неколку години е банкрот. Металург требаше да се затвори и и како Феникс, нели, да се создаде некој нов клуб и кој ќе почне повторно да се гради. Дали е сега доцна за тоа ми беше Мислам прашањето? дека, всушност? да, мислам дека ние сега не можеме Може би збориме не е за кој тебе се- прашањето, да. Јас Да. не можам да одговорам Да, на тоа да, да, прашање. Значи, не сум повеќе од тој дел, зборувам за она што се случуваше до моментот додека јас бев актуелен тренер, но мислам дека не смееше, ние треба да бидеме реални, не смееше да се дозволи Металург да дојде до оваа До оваа ситуација. Дали јас Од верувам овака дека 5 до 12, да, нели? верувам дека и Преки- имаше преку и бев 12, присутен на некои обиди ние да дојдеме и до државни некои институции, луѓе кои што им го пробавме да му кажеме реалниот проблем, но никогаш не наидовме на реална поддршка и да пробаме нешто да избалансираме или да дојди. Сега, колку е голем проблемот финансиски во она што се случува внатре во клубот, ние тоа не го знаеме. Каква е врската, односот клубот према собственикот на клубот и така натаму, тоа се некои прашања кои ние веројатно не ги знаеме и не можеме да дадеме одговор, но мислам дека не е во интерес на македонскиот ракомет клубот да згасни, па и во оваа прилика треба да се направи на добра, не знам, ревизија, математика, просто како сакате, да се види реалната некоја слика колку се должи према кој како и да почне на некој начин, ако треба и државата, ако е тоа веќе не знам, од државен интерес или Металург даде многу за македонската држава во репрезентативци, во одлив на играчи, тренери и така. Настапи во Лига на шампиони, во Лига Европа. Може би и тој момент треба да се Ние постојано зборуваме дека ракометот е нашиот најдобар амбасадор. Еден од подобрите амбасадори е покрај репрезентација се Вардар, Металург, Пелистер во времето Јас Јафа. сакав- Ти знам дека многу ги сакаш. Виктор, јас Јафа, сакав се тоа Вардар. да го напоменам и преска. Ако ние во нашата држава ракометот е спорт број 1, овие работи што се случуваа во минатото и денес во Металург, како спорт број 1 во државата не треба да се случи. Апсолутно. Зошто ви го кажувам тоа? Одговорноста, значи овде треба да се понеси одговорност. Не може одговорност да има само во спортскиот дел, значи резултатот. Сега да се сетиме дека пред 2 години беше кога потпишувавме петиции за спас на Вардар, така? Да. Па да не се појавеше Михајло, овој Точно. разговор ќе го снимавме пред 3 години Точно, за пред 3 Вардар. години. Јас мислам дека треба да се разумно, да се веројатно луѓето од клубот. Веќе ова е не црвена. Утре имала закажано пресконференција во 11 часот, ќе видиме Што ќе кажеш? што преспале ноќеска. Јас мислам дека треба Може да ќе го најават гледаме некој проблемот нови и од случаи. една Тоа беше- друга страна,
многу лесно можев да ја прифатам работа, да достанам да бидам тренер, да ги занемарам овие работи, но има еден голем проблем. Треба да имате и материјал за работа или ростер или екипа за да го направите нормален тренажен процес. Јас не го занемарувам доаѓањето на Игор Котевски, играчите кои одлучија да останат во овој во моментот во Металург, но тоа е се на еден лимит. Под лимити. Дали во периодот од паузата Значи во моментот се донесе некој играч? Денес како излезеа на терен, Металург немаше да има бек. Да. Така, да видиме. Значи не сакам да зборам сега. Клубата на апарати. Така. Зборам генерално дека требаше нема бек. требаше да се ако збораме за некоја нормализација, стабилизација, значи треба од играчи. Вие не можете да држите клуб така ако немате играчи кои што играчите кои што го така го држат жив и кој што е едно име. За Металург беше како да кажам запалено црвеното светло, уште зборевме со тебе летоска во Битола, кои млади играчи ќе дојдат во Металург. Ти како ми одговори? Никој не сака да дојде. Така. Тешко бидејќи Значи црвеното светло беше запалено. Одамна. Еве, и во овој период доволно време имаше Металург, не знам, 40 на може дена, да проба да донесе некој млад играч. За странци не зборам, бидејќи странците веројатно многу добро ја знаат ситуацијата, па никој не доаѓа да така да е специфична, специфична е и тешка е ситуацијата, ние треба реално да го гледаме. Многу е добро што ние веројатно сме првите што почнавме реално отворено да збораме за проблемот во клубот и дека не треба тоа да се занемари, дека веројатно во Металург и младите, гледате како сега младите генерации ќе гледат на брендот кој што некогаш даваше. Ако се сега овие проблеми нерешени и то се таложи. Што утре тие млади ќе речат каде, ние ќе го гледаме, не знам, прогресот, перспективата и така натаму. Болна тема ни е Металург. Како и за се во животот, можеби нели секое зло е за добро, па можеби ова ќе отиде во еден нов правец, можеби некоја лекција ќе се научи сега. Некој ќе едногласно сме сите дека на македонскиот раковет му е потребен Металург. Било каков од изминативе 10 години, само не од овие 3-4 месеци сигурно. Ајде сега малце да зборуваме за европското првенство. Ќе видиме Металург утре што ќе соопшти управата, раководството, председател или веќе не знам кој, што планирале, што им се случи, што ќе направат, како ќе направат. Ајде малце да поразговараме сега за европското првенство. Македонија ја чепкавме малку, не ја доанализиравме. Знаеме дека и стручниот штаб уште до крај ги нема изработено анализи, не име нив едноставно, не им е лесно. Ке почнеме од позади. Пошто снимаме без монтажа, нели? Деден телефон цело време ми звони. Таму нечија жена е сигурно. Кај си. Ке почнеме од позади, од финалето. Еве ја ќе дадам едно прашање, мене најголем впечаток што ми остави, а може би грешам. Судењето. Вие тренерите не сакате да... Судењето германско, а систем шпански и скандинавски. Па сигурно дека финалето си имаше еден свој драж или како да го употребам тој збор, дека некоја големина или сама по себе арената во Будимпешта специјално отворена за тоа европско првенство. Публика атрактивни два противници на крајот. По моја желба Шведска сакав да биде меѓу тие две репрезентации да биде европски првак, бидејќи на крајот кој ќе направиме една вака груба анализа и гледање на сите работи, го заслужија првото место. Зошто? Ако се сеќават уште пред светското првенство во... Имавме ја и бица една исто од нашите теории за заговор, нели, во иста група бевме со швеѓаните, така? Кога откажа теорија имавме дека ќе ги решиме и дека така ќе ни се отворат чакрите. Шведска покажа, ќе ти го пратиме текстот кај што анализата укажува дека Македонија ќе биде прва во групата. Шведска ќе ја тепаме.
Така. Нека докажа. Шведска покажа дека не се ослони само на репрезентативците од тој професионал, најдобрите или што играат на неквалитетните клубови или што се со најдобра форма, дека Шведска има една плејада на играчи кои што сигурно дека од самото доаѓање на нивниот селектор, норвежанецот, Како и да се викаш, имена не ми текна. во моментот, Солберг. браво, Така? да, Виктор, Столберг. дека Столберг. воспостави Мене ме асоцира на една дека нели голманките повеќе ги пратам ради Леа, има една голманка норвежанка Силја Солберг. И сега не Солберг, успеав да видам дали се во некакво крвно сродство, може би се, ама затоа го памтам. Солбер воспостави еден систем, јас не знам колку, вас ви е позната неговата кариера и така натаму, дека тој беше дел од стручниот штаб на Норвешка, работеше заедно со Берге, дека еден период во Драмен ја почна тренерската кариера и така натаму, не богата, но веројатно го препозна некој На право неговиот место. потенцијал и знаење на некој начин, тој сигурно дека Има интересен став вака Да. како лик, како реагира. И според мене еден добар многу момент дека никого тој го рековме во минатата сезона 2020 во Египет, никого тој не молеше да игра за репрезентацијата, иако според времето во кој живееме, пандемија и така натаму, никој не можеше да му замени. Да. Тој едноставно рече дека ќе игра игра со со тие што најподготвените, ти. тие што сакаат, и дека ќе го трасира патот за Олимпијадата во Токио, бидејќи се играше по неколку месеци, и дека новата Шведска веќе дека ќе се врати после 20 години, ќе се врати трите круни, ќе се вратат онаму каде што му е местото. Мене ми остае силен впечаток како тие тактичка имат припрема, како Готфридсон како лидер се наметна, како прав лидер, каде што, ако се сеќавате во полуфиналето на последниот напад, тајм-аутот него води Солбер. На неколку тајм-аути тоа. Јас тоа ми остана Само го впечатливо. се Во. Да, значи моментот тренеров оди на кај него, нешто му кажува и се повлекува. Да. И со останокот Тоа е нормално. тајм-аутот го Тоа води. е нормално. Средниот Готов. век е продолжената рака на тренерот и нормално дека тој ќе така одлучува во теренот и ќе одлучи. И може би последната најдобро верзија. чувствува што Да. може да Јас од да изигра, тренерски така. агол многу добро тактички одигра последниот напад, ја нападна високата четворка на репрезентацијата на Франција или полуфинале за полуфиналето. Значи се тактички правилно ја осетија најслабата карика и нападна ја на точно на местото кај што беше за нив продуктивно. Мислам дека и играта 2 на 2 со пивот, која што денес е доста квалитетна, до перфекционизам имаат одработено, зошто 2 на 2 не може да биде прва опција, него продолжеток од нападот каде што имате решение плюс. Многу добро го имаат искристализирано и стварно ми остане еден силен впечаток како еден нов модел и порака до сите тренери дека како ние треба да така ние треба да како може и како треба да се да најдеме еден начин. Не, културно го избегна. Судењето бица ќе го прашам. Да, може бица. Ајде за судењето. Мене судењето ми личеше на има еден познат италијански судија во кошарката која суди утакмицата место со се тајм-аути, со се полувреме, обично трае саат и пол, он кога суди е 2 сати до 2:10. Господинот се вика Пиерлуиджи Джиджи Ламоника и он ужива да биде главен актор. Значи 5 пати оди на видео проверка. Мислам дека овие малце сакаа да бидат така да земат главен збор во Бев присутен на двете полуфинални на двата полуфинални надпревари и на утакмицата за петто место.
Јас сакам да напоменам дека нашите... Николов немам коментар. Јас одма после надпреваро и се видовме и исконтактиравме. Првото што им го реков дека во текот на целото европско првенство, а посебно овај надпревар полуфиналниот имаја една изведба или еден надпревар каде што го одработија Без се приметуваат едноставно. А имаат контрола. Апсолутна контрола има. Никој не ги Малце кога гледате ви одстрана, не во телевизискиот пренос, не во одстрана, кога сте на трибините, може да пратите некои работи, колку посебно и Славчо и Ѓоко, а посебно Ѓоко има една комуникација, авторитет према сите репрезентативците, селекторите, клупа, значи еден авторитет каде што се вели имаат контрола над се. Значи без грешка секоја одлука е на место, издржана одлука, значи сакам да кажам не дека се наши, тие стварно се тие најквалитетните и дека тие покажаа зошто во последните неколку, не знам, деценија така, дека се на големи надпреварувања, најмалце полуфинали или финали. Значи секоја чест ние многу добро знаеме да не ги вреднуваме тие некои наши вредности кои ги имаме во тие некои сфери, но мислам дека кога спомнавме судењето треба да му се оддаде стварно една реална оценка. Општ впечаток е дека имаше доста реакции од други репрезентации, табори, новинари на тема судење. Еве, ај накратко веќе се навратам, ние имавме сериозни забелешки на литванците. Така? Значи сега ќе продолжиме и со темата со пасивна, со начески кај што обработуваме баш ситуации, независно од кои надпревари. Имаме неколку ситуации од надпреварот со нашиот Македонија, со Црна Гора, со Словенија има можеби повеќе, со Данска веќе нели беше ирелевантно, и овие неколку ситуации во финалето. И уште една работа со Бице, додека те чекавме Иве и додека размислувавме колку ќе го жалиме Металурка, колку ќе ославиме модерниот ракомет, и сега ни се наметна едно прашање. Зборуваме за скандинавскиот систем и модел, кој што еве издоминира и нова првенство, значи Норвешка, Исланд, Шведска, Данска, така? Значи сите се во топ 6. И тука кој се Ја ви рекол дека холанѓаните дека го играат. Тури холанѓаните нешто слично играат. Тука ни се меша нормално Шпанија, шпанскиот систем кој што го одамна е познат и така, кој што е агресивен. Гледаме дека на пример најверојатно и нашиот селектор Киде полека ќе го метнува, ќе се обидуваме ние да откриваме тајниот тој систем, изолација, ова ќе ни помагате вие тренери. Ама дигни рака. Ќе ни помагате вие тренери. И сега нас што ни се наметна еден систем вице кој Имали француски систем, и тука многу плака познат франкофон и франкофил би можел да ни кажеш. Францускиот систем не постои, според мене. Ако гледаме низ историјата, долго време во врва, така? Да, низ историјата. Како произлезе француската силна репрезентација? Значи францускиот систем е производ на југословенската екс-ракометна школа. Најбољи ракомет долази одака. Ако се сеќавате на времето, кога Франција не беше толку позната во оние 80-тите и почетокот на 90-тите. За Жан ти га назбори? Ние даш фудбал игравме за ракомет. Ти си играл таму битолчане за ракомет. Многу играчи од таа екс-југословенска школа ракометна заминаа да го печалат лебот што се види во Франција. Ти се верували не дека имам пријател кој што живее во Париз, поранешен ракометар, србен, дури има играно за Вардар, кој што го прати нашиот подкаст и овие регистрации се од негови коли, пошто ние нешто се соработуваме, и ми прати порака дека не гледа од Париз, има играно малку за Вардар, се надоврзувам нова. Останат живее во Париз. Не продолжил со ракомет, меѓутоа како излезе француската 5-1 позната во тоа време на почетокот одбрана. Мили Исаковиќ, познатиот југословенски Шабац. Така, на металопластика потпиша за Олимпик Марсеј, се секам во тоа време и беше единствениот кој почна да игра таа 5-1, а за негова за среќа на тој клуб Джексон Ричардсон беше негов соиграч. Па така паралелно
Джексон ја учеше 5-1 тој преден кој што одосна го играше до перфекционизам, но јас сакам да ви кажам дека така историјата малце вели дека југословенската школа, Сарачевиќ покојниот, и една плејада Чекај се, јас играчи кои спомнаш што извини југословенската школа, од југословенска школа 6 репрезентации сите на првенство. Сите, да не речам, разочарење до доласка. Црногорци проблемот. Уште играат шпански систем, скандинавски систем. Тоа са, значи, го уништија југословенскиот систем и се префрлија на нешто што не Ајде вака, име, јас што сега не ве, имеш. вие како Или ти како- ќе не прашаш нешто се. Јас сакам вас да ве прашам, што значи системот? Значи системот како збор. Ние колку се мачиме со тоа, точно, така? Значи, моето гледање на целата таа работа. Така, ние често го спомнуваме Многу, тежок многу, спорт, да. систем, Бараме решение, систем. да. Е визијата Уште немаме на дефиниција, тренерот. да. Еве ја дефиницијата, по мое некое размислување и гледање, дека систем е визијата на тренерот, така, како сака една екипа да игра, да функционира. Е сега, колку тоа тренерот ќе го наметне спрема својата екипа, тоа зависи и од периодот на адаптација и она колку играчите ќе прифатат сето тоа што тоа го имплементира и го кажува како визија. Ова е многу интересно. да. Иве, ќе знаеш што ќе направиме? Ние уствари ќе направиме една Серијал. посебна емисија, Точно. серијал, турски. Верувајте, зошто ви го Посебна зборам емисија тоа? ќе збораме за Системи. систем. Може Да, и да. лото системи да Да, работи. Точно. Не. Обрадовиќ, Желко Обрадовиќ е мој Си го тренерски, спомнал, сум го спомнал, тренерски идол во генерално за тренер ако зборам. Значи, во една кратка изјава ја даде, ако не си дел од системот, нема да играш. А ако го прифатиш системот, си внатре. Што значи тоа? Ако мојата визија не ја прифаќаш, тогаш не можеш да бидеш дел од нешто што сакаме да дава резултати. Јас мислам дека треба стварно добро и да се анализира, можеби моето мислење не или размислување не е правилно или некој друг има такво размислување, али ние денес ако споредуваме шпанскиот систем и скандинавскиот систем, ќе видите дека тие се различни школи, но во еден сегмент се многу исти. Перфекционизам. Така, шпанскиот систем до перфекционизам во однос на широките укрстувања, каде што се знае дека тајмингот правиот, скандинавскиот систем, Што и да е, важно да дера до перфекција, до перфекција. тоа е најбитно. Скандинавскиот систем, прецизни додавања, правилна топка, значи се е тоа дел од нивниот систем или од нивната школа, И тоа но се со тренира, различни, така, шпанскиот е малце поспор, така, со некој, Спор. така, Имајќи предвид дека нашиот омилен Канјелас беше клучна Клучна фигура. исклучително ние колку спор. така, колку време збораме за Канјелас. Така. Канјелас збораме, стариот не може, го реши полуфиналето. Реши се. Така, за малку малку, не слодење. за малку и финалето ќе го го решеше решиш. да не беше мојот омилен судија Шулце. Шилце. Ти Така одговори. да, Не ми одговори, му пративме на Шулце тоа ми го покана покажа. да учествува да на учествува практично, да искоментира таа своја одлука, дали сега помодерно е не стави на син, така, сега сме на син, што е 50% завршена работа, така. Важно, пораката е дојдена до него. Пораката е дојдена. така да мислам дека доста отворена тема и треба да ја ние како рековме, реакциите од ова што го почнавме заеднички, кај што доста разговараме, Доста даваме своје разговараме, мислење така. многу позитивна. Значи, Значи, тоа тоа е е- емисија за системи. И една емисија што ви кажав со ова Црногорско. Да, За одмарање. Значи уклучи камеру И легај си. и бричај. Денеска требаше малце да биде поинаква, нели, емисијата, сакавме сепак да го видиме Металург да излезе на терен, нели, ракометот е за на терен, не е за пресконференции и ЕХФ комисии и РФМ. Но што е тука е, ако се подпреме на народната секој е зло за добро, да се надеваме дека ќе донесе разврска и во клубот и кон играчите, тренерите, што останавте недоречени, да кажам. Нека си дојдат на нула, Нека си дојдат на почнат нула и после
Од нула затоа што и на нив ќе им биде полесно. И ве упати, еве, пак еве, да го кажеме, тоа е еден апел, значи ракометот, ракометните клубови, македонските ракометни амбасадори мора повеќе внимание да им се посвети. Агенција за млади и спорт, државата, министерство ние немаме, меѓутоа некако мора Спонзори. мора Кога маса зборавме во оној дел, се навраќаме сега Виктор, али битно е да се каже Битно е, да. дека како спорт број 1 и ние, и тоа е факт дека тоа е така, мора да го најдеме и механизмот и начинот како Систем. играчите и тренерите да бидат така, да постојано поставиме систем. така, Нели, заштитени. Сите вие зборувате дека Веспрем е државен проект, дека Ген е државен проект, Дефинитивно. така. Али вие Сигурно знаете има во и други што во не ги Унгарија знаат. како е? Во Унгарија ако завршува на 15 декември првенството, обврска на клубовите до 15 декември сите играчи да бидат исплатени, дека после тоа не може да одите на заслужен одмор. Јас сакам да кажам дека каде е ракометната федерација во тој поглед? Каде е агенцијата млади и спорт? Каде е сдруженијето на ракометни тренери, на играчи? Нема веројатно, али то мора ние да го отвориме прашањето. Мора да биде поактивно. Ова што се апсолутно, да. случува денес во Металург. Тие во еден Ја мислам дека е еден резултат на мотив, малце туркање под тепих цело време на проблемот. али Така. на кој ободи во корист? Ако сега јас како оштетен во овој момент, јас треба од ракометна федерација да барам оштета. Значи, судот не е механизам. Не. Како е најлесно? Не Кружи, треба да па ќе биде, се да, влечкаме не треба да. 3-4 години, па ако добие, не сам тие се некој. Значи, механизам, ако сакаме, не треба да дојде до ако таму. сакаме да си го Ама не задржиме треба да се спортот, занимаваат они со суд, они треба да се занимаваат со систем. Со систем. Така, Тоа е со терен, само со чисто играчи. ние треба да, ако треба да протежираме, да го задржиме нашиот спорт, успеа од Мечка Лазаревски бек да направи, сега ќе се занимава со судеви. треба да се сконцентрираме сите релевантни институции. Словенија отиде сепак Да, како пикер Лазаревски. како пикер. Сите релевантни институции да се вклучат и да го најдеме модулот како ова не треба Да се- во да се наивните повтори. генерации Да се научи лекција. да му се случва. Јас мислам дека доволен е ова што се случи денес со Металург е доволно кај сите така и Ова и РФ, не е прв пат. Ни Не. пропадна Кометал, европски шампион. Ке ни пропаднеше Вардар, европски шампион. Пропаѓа Металург, еве не бил европски шампион, четвртфиналист бил. Барса сме ја тепале во Скопје, Париз сме го тепале во Скопје. не треба да Вори плачеше. индолентни да Не може оставиме така на да ова што имаме се јер, случува едноставно. Омејер плачеше. Треба да го Звони. Да. Некоја жена е лута, прекинува. Иве, Гаси. ти благодарам многу. Благодарам и на вас. Иве, лице. голяма Владице, добре дојде назад во подкастот само Во легалното. во легалноста. И продолжуваме понатаму да пратиме се што се случува, да пецкаме, да коментираме Нема што ќе и да чекаме од Шулце одговор. Шулце. Поздрав. Поздрав.